Колку пари се собраа од донациите додека трае протестите на шарена револуција и што се случи со тие пари? Каква беше распределбата на истите? Се собра околу скоро 1 милион денари, односно 15.000 евра на самата донацијска забава и во период кој што следеше имавме уште одредена сума, не ме сваќате за збор точно, мислам дека уште околу скоро 2000 евра. Тие пари се собраа на едно место, се уште во најголемиот дел седат, издвоена една мала сума која што врз основа на заедничка одлука беше наменета за поплавите и санацијата на штетите. Остатокот се уште седат во целосно истото место каде што првично бе оставен. Која ќе биде намената на тие пари и каде стојат тие, секај лице поединец на банкарска сметка? Намената останува иста, односно тоа што беше најавено однапред дека тие пари се собираат за евентуалните казни на луѓето кои што се наоѓаат под кривичен прогон поради своите активности во шарена револуција. Како што знаете, добар дел од тие процеси се уште траат и нивниот исход се уште не е известен, поради тоа парите се чуваат во целост како што бе. Дали овие пари се наменети исто така и за Мариглен Демири, за кого судењата се уште се во тек? Да. За било кој учесник на шарена револуција кој поради своите протестни активности се наоѓа под кривичен прогон. Не само Мариглен, мислам дека и Владимир Лазовски исто така се уште под кривичен прогон. Што ќе се случи доколку тие пари не треба да се искористат и за кривичниот прогон, односно за тоа што вие го очекувавте дека ќе се случи? Тие пари заедно со финалната пресметка за нивната распределба ќе бидат наменети за некоја општествено корисна цел. Одлуката за каква точно општествено корисна цел повторно ќе мора да донесеме заедно сите кои што учествувавме во активностите за нивното собирање. Кои сте тоа сите? Се разбира дека не можеме да ги наведам сите. Од прилика, дали тоа сте вие што бевте поистакнатите членови, што бевте, да кажам, по медиумите постојано, што се појавувате во првите редови, или тоа ќе бидат и другите останатите кои биле приклучени, а не ги гледавме секогаш? Тоа е целата таа група која што ги носеше стратешките одлуки за постапките и активностите во рамките на шарената револуција. Истиот состав кој што се собравме тогаш за да одлучиме дека ќе собираме пари, ќе се обидеме да го собереме повторно, откако ќе заврши работата со процесите пред судовите и се надевам дека ќе успеат да дојдат тие што ќе дојдат, ќе разговараме, ќе дискутираме, јавно ќе ја презентираме одлуката, не знам, можеби неколку опции ќе дадеме, па ќе се обидеме некаков по транспарентен начин на одлучување да добиеме, ќе видиме, меѓутоа тој дел е се уште далеко по патот. Прво што треба да направиме да видиме како ќе излезат, како ќе резултираат процесите пред судовите за активистите на шарена револуција. Кога очекувате да има одлуки за активистите од шарена револуција, кои се наоѓаат пред судовите се уште? Тоа може да го кажат само судиите. Постапките се уште траат, според мене не требаше ни волку долго да траат. Требаше напротив многу порано да завршат и тие луѓе да бидат прогласени за невини. Патем и јас сум еден од истите, сега на 6 ноември ми е следното судење. Ќе видиме, тоа може да го кажат само судовите. И меѓутоа, во истиот момент кога ќе сватиме дека тие пари не се потребни за плаќање на парични казни за учесниците во шарена, во тој момент ќе почнеме да размислуваме на каква општествено корисна цел ќе ги намене. Во секој случај, начинот на кој што ќе бидат потрошени парите ќе бидат транспарентно и јавно објавен и целта за која што ќе бидат дадени исто така ќе бидат транспарентно и јавно објавен. И за крај, велевте дека нели тогаш судиите се корумпирано и обвинителството. Сега каква е ситуацијата? Се ослободија ли судовите и обвинителството од спрегите кои вие ги кажувате тогаш како пречка? Моја проценка е дека судиите се ослободени во голема мера при своето постапување, впрочем и резултатите го покажуваат тоа неодамнешните одлуки на апелацијата и така натаму. Но исто така се уште повеќе од видливо влијанието на поранешната власт и на злосторничкото здружение на поранешниот премиер. Што се однесува до обвинителството, моја претпоставка е дека додека не именуваме нов јавен обвинител, таму притисоците не можат да се намалат. Односно, обвинителството не може да функционира со својот целосен капацитет. Како и да е, и собранието, и владата, и останатите институции на власта остануваат посветени во реформите во правосудството и остануваме посветени во активностите за намалување на притисоците врз судиите, врз обвинителите, да можат еден ден, се надевам во многу блиска иднина, да судат исклучиво по слободна волја и уверување. Последно прашање, колку од прилика од тие средства, чинам 17-18 милиони како му доаѓа, 1 милион денари, односно околу и плюс дополнителни што надворешни извори, карикирам, останати се скоро сите. Мислам дека измеѓу 5 и 10% беа наменети врз основа на заедничка одлука за санирање на штетите од поплавите. Не ме фаќате збор, точната сума не ми е позната.
но најголемиот дел, над 90 и кусур проценти од собраните пари се останати и ќе бидат наменети во општествено корисна цел.